Оскар Јања. Еве Стефан ќе Така, го почне сега. Сега ќе започнеме една многу интересна тема за гледачите, за тебе досега немаш никаде зборувано, кажа дека се вика. Оскар, колку години го чуваш? Значи, Оскар кога добив, јас чувам Миленик целиот ми живот. Првиот го добив како поклон од мојот татко и се викаше Адам. И го добив кога имав 15 години, беше ирски сетер. Го чував на 12 години. Паркот и ми беше многу лесно и едноставно. А јас секоја сакам да имам Миленик. Колку време го имаш Оскар? Оскар го имам 7 години и Оскар го добив на поклон од моето момиче за нова година. При тоа Оскар беше едно мало 40-дневно кученце, кој што беше многу исплашен, имаше преживено многу травми и никој не сакаше да го чува. И го погоди домот. И го погоди домот со тоа што последниве година дена го чува татко ми, ама бидејќи татко ми веќе 4 месеци живее во Хрватска. Оскар е сега надвор. Не, Оскар не е надвор, Оскар е пред зграда. Пред зграда. Да. Сега Оскар е пред зграда. Цело време е пред зграда. Да, со тоа што Сам си шета. Не шета сам. Оскар е пред зграда. Ама Оскар е толку добро издресиран да и шета толку е сам, паметен што од зградата кај што живеат моите, значи до паркот на франкофонијата, кај Фотопарк, до водно, кај што живеам јас, доаѓа сам преку 2 булевари. До толку е издресиран. Значи, до толку е издресиран. Добра, зошто луѓето толку те објавуваат еве на многу портали дека твоето куче е изгубено, твоето куче е гладно, твоето куче како толку убав златен ретривер не заслужува да биде сам на улица. Зошто е тоа така? Оскар е пред зграда, значи не е на улица. Виден е на многу места, Да, сега ти кажам повеќе згради се. Сега ти кажам, не, тоа е една зграда. Цела Скопје зградата изгледа. Што не знам сега да вие коментирате нешто од некоја група. Можеме ли да ги пуштиме режија фотографиите што ги имаме неколку па да видиме дали е една зграда? И каде е Оскар? Ова Оскар, така? Оскар е ова. Пишува дека е најден, па изгубен, па дека е бездомно куче. А тоа е твоето. Сега ти кажам кој е феноменот на целата приказна. Значи, девојките кои што го сликаат ова е на различни позиции. Добро, да, точно. Да. Дека шета сам и дека е паметен. Ама не е пред зграда сам. Значи, ама ти кажав дека он сам доаѓа од таму кај што живее мајка ми, од паркот на франкофонијата до водно доаѓа сам. Дека некој ќе го киднапира, ќе го згази кола, ќе го отруе. Не. Радмила, дали вчера ја гледаш нашата гостинка Дунавка Трифоновска, не беше гостинка во ексклузив? Го гледав прилогот, имавте многу добра поента, многу едукативна и убав подарок и дадовте на крај. Јас сум фрапирана за нејзината неодговорност. Имав слушано кај нас, знам дека објавуваа слики, знам после од соседи дека го наоѓале кучето на улица и го враќале, правела скандали кога и го носеле дома. Еден класичен пример на неодговорно собствеништво, она против што ние се бориме, она што е основен причинител за овие бездомни кучиња кои што ги има на улица. Куче без грижа, слободно пуштено да се шета по улица, што е најтрагично репродуктивно способно. И на страна од тоа, еве да го занемариме сега дека комуналниот проблем кој што потенцијално го представува. Туку за самото куче ајде да зборуваме. Кучето е без грижа, не знае, може се што да му се случи, може да го... каешка и храна. Вие направивте одличен чекор, само дали го дадовте на вистинскиот човек. Се надевам. Казните за напуштање на Миленик за физички лица се од 50 до 75 евра. Ја мислам дека е малку. Меѓутоа, во оваа цела состојба, кога сега немаме се уште, не се сите покриени со микрочипирање собственици, кога акцијата се уште трае во тек, ние немаме пример до сега да е казнат несовесен собственик. Се надевам дека од сега натаму и ние се бориме за тоа. Што предлагате вие? Што ќе се деси со Оскар? Оскар е на улица. Јас предлагам, во моментов разбрав, затоа што вашата емисија ме поттикна малку да се распрашам за кучето, тие што повеќе го имаат сретнувано, дека го прибрал некој дечко привремено и дека се обидува да му најде дом.
очигледно го напуштила, штом тоа куче не го бара со месеци талка. Јас го имам видено, сега ми се враќа филмот на назад, го гледам во центар овдека. На кучето му треба грижа. Што е најбитно, ајде човек да биде, како се вика, да има разбирање, па да каже, може се што да се случило, да било притисната да го остави на улица, што не постојат оправдувања, верувајте, на толку здруженија за животни, на толку активисти независни кои што вдомуваат сами кучиња, страниците се полни на социјалните мрежи, доволно само да ги отворите. Таја да се одлучи на таков чекор, не. Меѓутоа, сакам да ви кажам, значи не е ни некаква семејна тешкотија поради која не може да се грижи затоа што таја зела друг миленик. Из таков златен ретривер. А понатаму законот ја терети, според закон, ако имате 2 репродуктивно способни единки од иста раса, вие мора да регистрирате одгледувачница. Имаме проблем. Значи имаме голем проблем, целосно, она е еден еклатантен пример за несовесен собственик.